Како што најавивме, време за вестите на Ирис телевизија. Денеска е велика сабота, а ноќеска по полнок со биењето на камбаните ќе се означи Христовото воскресение. Традиционално верниците радосната вест ја слават со кршење на великденските црвени јајца, символот на животот, а се поздравуваат со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна. Велика сабота е ден пред Христовото воскресение. Според христијанското учење, саботата пред Великден е денот помеѓу смртта и воскресението, ден што ги спојува најтажниот ден и новиот живот, ден што ги поврзува страдањето и радоста. Денот на големиот покој е времето кога Христовото тело се наоѓа во гробот. Велика сабота е посветена на споменот на прибивањето на Господ Исус Христос во гробот и неговото слегување во адот. Симнувајќи го од крстот телото Христово, Јосиф и Никодим според јудејскиот обичај го виткале со платно потопено со мириси и го положиле во камена гробница која ја запечатиле со камен. На погребот присуствувале и Марија Магдалена и Марија мајката на Јакова и Јосија. Правосвещениците и фарисеите пак измолиле од Пилат стража од војници да го чуваат гробот, зашто се плашеа да не го земат неговото тело апостолите, па да му кажат на народот дека воскреснал, бидејќи знае дека Христос го прорекол своето воскресение. Со читањето на апостолите завршува погребалниот ден и започнуваат подготовките за неголемиот христијански празник Великден. Верниците по објавувањето на веста за победата над смртта го изведуваат ритуалот на крчкање со црвено бојадисаните јајца, символот на животот. Се поздравуваат со зборовите Христос воскресна, навистина воскресна. Со Христовото воскресение е победена смртта, односно е победен првородниот грев, затоа Господ Исус и Христос и дошол на земјата за да ни избави од првородниот грев и да ни даде спасение на нас луѓето. А со воскресението претходно што го имавме на Господ Исус Христос кога го воскресна Лазар е и наша гаранција дека и ние кога ќе дојде времето ќе воскреснеме. Великден е најголемиот христијански празник. Празник над празниците се слави 3 дена. По традиција за Великден во домовите на православните христијани се спрема богата трапеза со јагнешко, помладите одат нагости кај родителите и роднини, а децата се даруваат со црвени јајца. Со честитка по повод великденските празници, градоначалникот на Штип Илчо Сахариев. Почитувани сограѓани, почитувани верници на Македонската православна црква, ја користам ова прилика да ви го честитам престојниот празник Великден, Воскресението Христово. Го честитам празникот на сите православни верници, на свештениците на нашата Света Македонска православна црква, на преподобното монештво. Желбата ми е да ви посакам да имате навистина весел, среќен и радосен празник. Да имате многу здравје, да има повеќе радост место тага. Желбата ми е овој празник да го поминеме навистина во едно прекрасно расположение, затоа што благодарение на Македонската православна црква, благодарение на Господ, на Исус Христос, денеска ние постоиме како нација и како народ и сум убеден дека празнувањето на овој празник ќе помине во најдобар ред и така да го славиме во наредните векови и во наредните децении. Во очи на Великден вечерва градот Потисарот и официјално го добива паркот Макфест. Музичката фонтана со различни бои, сите ќе ги подсетува на рефрените на Макфест, а граѓаните ќе уживаат во новиот урбан украс на Штип. Блудница волци прават големи штети во атарот на Виница. Ричард III во режија на професор Пламен Марков од Бугарија е новиот проект на Народниот театар во Штип. Премиерно представата ќе се одигра кон крајот на мај, а интересен е податокот што Шекспир за прв пат се поставува на сцената на Штипскиот театар. Ричард III во режија на Пламен Марков од Бугарија е новата театарска представа на која работат актерите од Штипскиот народен театар. Интересен е фактот што за прв пат ќе се работи Шекспир во Штипскиот театар. Очекуваме негде премиерата да биде кон крајот на мај месец. Сега за сега уште сме на маса. Работиме, веќе после великденските празници продолжуваме на сцена.
Одлично за сега се развиваат припремите. Сижето на Ричард Трети е добро познато. Желбата да се дојде до власт, па макар и да се предаде и убие најближниот, е добро познатата приказна од Ричард Трети. Режисерот Пламен Марков работи класичен тип на театар, така што приказната и начинот на работа се одлична комбинација. Класичен тип на театар, кај што во функција самата приказна, секој од ликовите да носи своја приказна, да може приказната да биде јасна за денешниот гледач, да не задлабочуваме во некои теми од Medieval England, средновековна Англија, која што нема допирни точки со денешницата во Македонија, и затоа да биде една приказна која што ќе допре до секого и секој од тие ликови ќе носи своја приказна во себе. Станува збор за трагикомедија, а премиерно Ричард Трети ќе биде одигран кон крајот на мај. Глутница волци прават големи штети во атарот на Виница. Жителите бараат ловџиите да организираат хајка. Глутница волци го преполовија стадото на сточарот Мире Арсов од виничкото село Црн Камен. Сточарите велат дека волците од Досоговските планини сега се префрлиле на нивниот терен. Поминато годишните штети што ги имаа со болеста син јазик, сега главен проблем им се волците. Значи, редовно ги има волците, ама моментално се имаа доселено тука негде во близина и ми напаѓаат секој ден или така наречено преку 2 дена по едно грло. Се вкупно ми има земано 16 грла, од кои сега моментално во период од 3-4 дена ми однесува 6. Овие волци се движат во Глутница, сега е преместена на овој терен и прави поголема штета. Сточарот Арсо вели дека досега има штета од околу 10.000 евра. Не знае и како да се справи со оваа глутница на волци. Од ловното здружение Бел Камен потенцираат дека досега имаат организирано неколку хајки, а по реакцијата на сточарите повторно ќе излезат на терен. Во наредниот период, подочно на 23.4. ќе се организира хајка точно на тој терен дека моментално глутницата на волци прави штета. До ловното друштво секојдневно пристигнуваат реакции од страна на сточарите дека нивниот добиток е нападнат од волците. Ова не е прв случај годинава во источниот регион сточарите да имаат угинати говеда или овци од овој штетен дивеч. Пред неколку месеци сточарите од Кочанскиот регион бараа спас од волците во Соговските планини. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Ненад Стебовик. Стебович, кој беше вашиот мотив за влез во издаваштвото? Одсунувањето на сонот, поинаквата визија за достапноста на книгата, потребата да се афирмира гласот на оние кои доаѓаат на македонската книжевна сцена? Добро, јас во оваа дејност сум многу одамна, од почетокот на 90-тите години, низ преку различни издавачки куки, но или со Игор ја основавме 2003 година, се најдовме како луѓе слични по сензибилитет, со една визија да развиеме една издавачка куќа, која што ќе биде отворена кон младата македонска литература, која што ќе го препознава квалитетот во младите македонски автори и која што ќе се занимава со квалитетна преводна литература. Ми се чини дека по 14 години дело тој сон се остварува. Целосното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани гледачи, ќе можете да го проследите во редовниот термин на Ирис телевизија, недела 17 часот и 30 минути. Регионалната санитарна депонија ќе го реши проблемот со отпадот. Најпогодна локација за изградба е реонот на Свети Николе. Студиите за изводливост и тендерските постапки за реализација на проектот за изградба на санитарна планска депонија се во тек и се реализираат според планот. Локацијата на изградбата на депонијата е во општина Свети Николе. Според сите анализи, со елиминација на одредени критериуми, односно прифаќање на одредени критериуми, останува и натаму во опција локацијата во атарите на селата Мечкуевци и Арбашанци. Тоа е во општина Свети Николе.
како најрационално и воедно таа ќе биде една заедничка депонија за двата региони, источниот и североисточниот. Тоа не е класична депонија, туку тоа е една цела инсталација за преработка на отпад, со фабрика за механичко биолошки третман, поставување на компостара, извлекување на гасовите од самата депонија за соберување и целно други инсталации од модерната технологија, кои што пред се треба да ги исполнат критериумите за заштита на животна средина, според директивите на Европска унија за отпад, според нашиот регионален план за управување со отпад, бидејќи се треба, например, до 2020 година да постигнеме цел најмалку 50% од сите материјали за рециклирање да ги рециклираме. Според сите анализи за издржливост, изградбата на санитарната планска депонија ќе ги даде европските нормативи. Тоа беше и последната информација која подготвивме во вестите. А во името на Ирис телевизија ви ги честитам великденските празници. Имајте убав, пријатен, продолжен празничен викенд.